во кафана, да седнеме, например, група луѓе ќе се собериме, 20, 30, 50 долари што ќе останат, ние знаеме како македонци да му ги оставиме на келнерот. Додека австралијаните ќе знаат да се чипчат со железни пари, да ги соберат до цента и да му ги остават на келнерот. Добро, сега има и случај, например, може и тие да остават бакшиш, али претежно е ова случајот. Јас имав еден македонец, али со тие австралиски навики. Имаше една многу добра животна приказна и мене доста ме заинтересира и реков ќе му се јавам на човекот кој може да направиме едно видео, пошто животната приказна му беше топ. Јас мислев дека ќе биде многу гледан, не мислев, туку сигурен бев дека ќе биде гледана и го контактирав на Facebook човекот и реков слушај, имаш преубава приказна што мислам дека луѓето ќе бидат заинтересирани да ја слушнат како во Австралија, така во Македонија, дали може да направиме едно видео. И тој рече нема проблем, со задоволство. Сме реков супер. И ми вика кај сакаш да снимиме видеото. Јас реков ми треба само, немам студио, значи немам ништо фенси, да одиме во паркот, една обична клупа, можеме седиме, можеме да земеме кафе браца и да снимиме едно видео кој што ќе споделиш твојата приказна. И рече добро, рече, али јас имам подобро предлог. Јас реков кажи што е предлогот. Предлогот мој е рече имам јахта, можеме да одиме на јахтата и да снимиме едно видео околу Сиднејскиот залив. И јас бев како без зборови, јас реков, тоа е многу добра идеја, зошто да не? Рече ги се земи сопругата, децата, ќе одиме малку на пловидба околу Сиднејскиот залив, околу операта, ќе гледаме Сиднеј, Сиднејскиот мост, ќе снимиме нешто, ќе биде супер видео. И ми се јава по неколку дена, рече, не ти кажав, рече, заборев бродот кој што го возам јас, јахтата рече, троши многу, ќе треба да дајме по толку и толку пари, сите за да се возиме. Значи, што да се деси во Америка или во земите на Западна Европа, сега последно време политички коректности, значи протести, значи сите тие работи кои ќе се десат, се дешават овде во Австралија. Кои ќе се десат тие работи во Австралија, имам заприметено 5 до 10 години максимум се дешават и кај нас. Значи се дешил овде протест за овие, за тие, ќе се деси кај нас. Се десил протест за животни, ќе се деси кај нас. Се десил нешто некаков овие сега што се популарните, се дешава и кај нас. Значи што и да се деси овде, имам заприметено 5 до 10 години се дешава истото и кај нас. Кичен тие како, не знам, дешавка поврзана со кујната. Конкретно во случајот, значи момата пред мажење ги бери другарките со лист, значи му припрема претходно лист за да му купат поклони за незината свадба. И сега, ако ви дозволува буџетот, например, вие можете да одите, точно ви потенцира од која продавница треба да се купат поклоните. И сега, ако ви дозволува буџетот, вие можете да одите во таа продавница која е потенцирана во листата и можете да купите работи за вокујната за ова потенцијална невеста. Доколку не ви дозволува буџетот, и тоа е надвор од вашиот буџет, вие ќе треба да побрзате, да одите до таа продавница и да купите нешто кое е поевтино од таа листа, пред да се потрошат. Пошто ако се потрошат и ако купат пред вас, вие треба или да не одите, или треба да купите нешто и да се потрошите повеќе. Значи тоа е kitchen tea до неја. Другата работа која ја спремив за видео е нешто слично на kitchen tea, туку се вика baby shower. Значи не знам дали се запознати за луѓето кои не се доволни во Австралија, тие што се овде знаат. Baby shower е исто така една женска дешавка, али имаме една жена која е бремена, девојка во доцна бременост и утврден е датум и време кога ќе се собираат со другарките, со жените, исто така му спрема еден лист што му треба за тоа бебенце и од која продавница да му се купи. Значи се прави еден лист од 20, 30, 50 различни подароци, различна цена и сега вие ако сакате да потрошите помалку, треба да трчате да одите да му купите, пошто да не се потрошат ако дојдат луѓето да ги купат пред вас. Ако не ви интересира буџетот, можете во секој време да одите. И дефинитивно најглупото нешто што постои, значи победникот за ова видео, според мене, е канењето на роден. Значи некој те кани да одиш на роден ден кај него или кај него во Австралија и на крајот треба да си платиш сам. Значи те носи во нешто најскапо што постои. Значи во Австралија ќе наидите на македонци кои ќе ве поканат на роден ден и на крајот од роденденската вечер ќе треба сами да се подмирите сметката. И доколку имате некоја случка или дешава која ви се случила, која не е својствена за нас, за македонците, а ви се десила вас овде во Австралија, слободно напишете, или некој тренд кој сум го, да кажеме, пропуштил, не го спомнав во видео, слободно напишете долу во коментарите.
Фала за прегледот и се гледаме во ново видео. Поздрав!